Благодарам, председателе. Почитуван заменик министра на владата Република Македонија, господин Пешевски, почитувани министри, заменици министри, почитувани колеги пратеници. Денес се користам можноста да поставам три пратенички прашања кои пред се произлегуваат од потребите и барањата на граѓаните на Република Македонија. Двете прашања ќе ги поставам до министерот за транспорт и врски и едно прашање до министерот за труд и социјална политика. Како што знаете, Македонија пред еден месец ја зафатија обилни врнџи, со што се излеја многу реки пред се во источниот регион на Македонија, поточно во Штип и Карвенци, од кои се поплавија многу места, како земјоделски површини, фарми, но и куќи. Моето прашање е, или делот како прашања, подпрашања во овој дел, дали постои можност Министерството за транспорт и врски да ги обештети лицата кои се настрадани од ова невреме? Второ, кои се мерки се преземат за заштита на ова население и што ќе преземе Министерството за транспорт и врски и војнина за да се намали ризикот од вакви непогоди? Второто прашање, исто така упатено до Министерството за транспорт и врски, се однесува за гасификацијата на Република Македонија, која е еден од најважните проекти за граѓаните, како и за подобра економија, односно за поквалитетен живот. Моето прашање се однесува за следното: кога се очекува да започне со реализација овој голем проект за изградба на гасоводна мрежа за домаќинствата, односно за секундарната гасификација која ќе го доведе гасот до секој дом во Македонија? И третото прашање до министерот за труд и социјална политика се однесува за една актуелна тема исто така овие денови, проектот за самовработување, кој е многу корисен за граѓаните Република Македонија и дава позитивен импулс во животот на граѓаните, кој е проект кој долгорочно подолго време се спроведува, меѓутоа во моментов имаме нов оглас за самовработување. Во тој правец е и моето прашање до министерот да појасните зашто станува збор во овој нов оглас, каде што од прилика се предвидува да се вработат некаде околу 960 лица. Благодарам. Благодарам. Пратеникот Рајчо Димков постои три прашања. Првото е до министерот за транспорт и врски. Повелете, министр. Благодарам, председателе. Воднаш на прашањето на пратеникот сакам да истакнам дека денес заедно со министерот за труд и социјална политика, господин Спасов, имавме пресконференција каде заедно со Црвен крст објавивме дека од донаторската акција што беше во соработка со мобилните оператори собрани се околу 13 милиони денари. И во оваа прилика сакам да се заблагодарам на сите лица, компании што донираја, но исто така и за помошта на медиумите што донираја и се собраа 13 милиони денари. Овие средства веќе од утре ќе бидат исплаќани на 260 семејства од околу 12 општини во Република Македонија кои беа најзагрозени, и овие средства треба да ги искористат пред се за обновување на покојнината и за првична санација на штетите што ги имаше на нивните домови. Значи се работи за околу 13 милиони денари, 260 семејства во околу 20 општини. Паралелно се врши проценка на терен, каде што координатор е заменик министерот за земјоделие во соработка со Светската банка и општините, каде што се врши проценка на терен не само оштетите што се настанати на домаќинствата, но исто така и на земјоделски површини и инфраструктурни објекти. Очекуваме некаде во текот на месец марта оваа проценка да биде готова, а потоа на ниво на влада ќе одлучиме за начинот и постапката како ќе биде обештетувањето на компаниите и домаќинствата, но најнапред она што треба да го направиме е да имаме реална проценка колку штета е направена од поплавите поплавите од кои беше зафатена Република Македонија. Тоа е во однос на одговорот на прашањето околу поплавите и обештетувањето што ќе се прават. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Рајчо Димков. Повелете. Благодарам. Задоволен сум од одговорот, немам дополнително прашање. Благодарам. Второто прашање исто така упатено до министерот за транспорт и врски. Повелете, министр. Благодарам. Во однос на прашањето за гасификација, односно изградба на дистрибутивната мрежа во Република Македонија, сакам да истакнам дека претходно Министерството за транспорт и врски направи физибилити студија со што Република Македонија беше поделена во 3 региони. За првиот регион добивме 2 понуди.
И во фаза сме на усогласување на текстот на договорот, значи се води еден конкурентен диалог согласно законот и очекувам во месец март истото да биде завршено, потоа би имало евентуално јавно надавање за она компанија која ќе даде најдобра финансиска понуда во име на Министерството транспорт и врски да склучи договор, а потоа во максимум од рок од една година да почнат и градежните активности, бидејќи дадене периодот од една година за подготвителни активности и изготвување на главните проекти. Во однос на регионот 2 и 3, пред една недела заврши рокот за прејување на компаниите заинтересирани за изградба на дистрибутивната мрежа. Има доставено една понуда од странска компанија која е заинтересирана и за вториот и за третиот регион. Во моментов комисијата разгледува документацијата доставена од компанијата. Кога ќе имаме нови информации ќе ги соопштиме на јавноста. Значи за првиот регион избрани се две компании со кои во меѓувреме се води конкурентен диалог, а за вториот и за третиот регион една компанија достави документација која истата се разгледува од страна на комисијата формирана од владата на Република Македонија. Доколку се биде веројатно, треба во текот на 2015 година да се склучат договори, а потоа во рок од 365 дена да започнат градежни активности. Благодарам. Благодарам и јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање, има збор пратеникот Трајчо Димко Полет. Благодарам, задоволен сум од одговорот, немам дополнително прашање. Благодарам. Трето прашање упатено до министерот за труд и социјална политика. Повелете, министр. Благодарам председателя, почитувам пратеник, благодарам на прашањето. Во однос на мерката за самовработување со грант средства која што се реализира од 2007 па наваму, можам да кажам дека една од најуспешните мерки кои што се реализираат преку Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување, со успешност од над 70% на формираните бизниси, односно со досега формирани над 6700 мали бизниси, во кои што во моментот има повеќе од 5176 вработени. За оваа година исто така предвидуваме значителна бројка од 960 мали бизниси да се формираат преку мерката за самовработување со грант средства. О јавниот повик кој што е објавен и кој што се однесува на сите невработени активни баратели на работа, трае до 10 март и секој заинтересиран може да се обрати во центрите за вработување во Република Македонија со цел да поднесе соодветна апликација и да влезе во бројот на апликанти кои што ќе можат да ги искористат овие средства кои што се насочени за неколку компоненти, односно 16.000 денари и 600 денари се наменети за ваучер за обука и изработка на бизнис план и помош и поддршка при регистрирање на сопствен бизнис. 185.000 денари во грант средства се насочени за набавка на опрема и репроматеријали за основање на сопствен бизнис. Дополнително новитетот за оваа година е што планираме поддршка на 32 најуспешни и најиновативни бизнис планови да добијат дополнителна финансиска поддршка во вкупен износ од 240.000 денари. Исто така за 60 мали бизниси кои што ќе се формираат оваа година предвидуваме вработување на уште едно лице, доколку бизнис плановите укажуваат на потребата од вработување на уште едно невработено лице, дополнителна поддршка од 92.000 денари за отворање на ново работно место и исто така планираме поддршка на 5 најуспешни бизнис планови за занаетчиска дејност од вкупен износ од 328.000 денари. За реализација на оваа мерка и за формирање на 960 мали бизниси предвиден е финансиски износ од 202 милиони денари, додека пак планираме опфат на млади лица до 29 години со овие средства, односно 60.000 денари наменети, 60 милиони денари наменети само за младите лица или пак формирање на мали бизниси од страна на млади лица до 29 години, вкупно 288 да се формираат оваа година. Ова е одлична можност, одличен проект кој што е навистина успешен за сите оние невработени лица, активни баратели на работа, да се вклучат во пазарот на труд, да формираат собствена компанија, меѓутоа исто така и со текот на времето да се развиваат, а со тоа да влијаат и на развојот на економијата и отворање на дополнителни работни
работни места. Ви благодарам. Благодарам и јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Трајчо Димко Повлет. Задоволен сум од одговорот, немам дополнително прашање, благодарам.